Денес сум во посета на Кичево, каде што во моментот додека давам оваа изјава, градот е без електрична енергија. Причините се повеќе кратните дефекти во високонапонската мрежа. Од она што го видов на терен и од разговорите што ги имав и со Евана и со МЕПСО, можам да констатирам дека се што е потребно се прави во овој момент. Корекцијата ќе биде извршена во две фази. Прво ќе се обезбеди алтернативно напојување од две страни на 35 киловолти, при што прво ќе добие едната половина до вечер на градот напојување со електрична енергија, втората половина неколку часа подосна. Очекуваме и да се обезбеди 110 киловолтно напојување од страна на Сопотница, која што ќе го реши целиот град, и санирање во наредните 2 дена и на главниот дефект што е на далеководот помеѓу трафостаницата во Кичево и Ослобе. Она што е важно да се каже дека се што е потребно се прави во моментот, се реагира најбрзо што се може, сите екипи што се потребни се на терен. Лично се уверив во тоа, така што резултатите на природната стихија, на природното невреме не можат секој пат да се избегнат, но наша задача е како влада, како органи кои што се грижат за граѓаните да направат се што е можно во тој момент и тоа да го направат на максимално брз и професионален начин и мислам дека тоа ќе биде направено. Се разбира, во наредните денови ќе се јавуваат вакви слични ситуации низ останатите делови на државата. Можно е тоа да се случи, но ние ќе бидеме максимално подготвени да со сите, ќе кажам, државни органи, сите оние енергетски компании кои што придонесуваат за напојување со електрична енергија во тој дел, да проблемите ги отстраниме колку што е можно побрзо. Кичево се напојува од две страни на високонапонската мрежа. Главниот дефект е случен помеѓу Кичево, трафостаницата Кичево и Осломеј, каде што имаме паднати 2 столба, кои што веќе се превземени мерки за нивна реконструкција, односно да се постават нови столбови и да се врати таа врска што е можно побрзо. Очекуваме во следниве 2 до 3 дена тоа да биде завршено. Од другата страна напојувањето на Кичево, значи Кичево кон Сопотница, таа линија има повеќе кратни дефекти, но таму веќе се при крај мерките за нивна санација и очекуваме до попладневните часови тоа да биде надминато. А целосно нормализирање, значи фактички со воспоставување на таа врска помеѓу Кичево и Сопотница, Кичево ќе има целосно напојување. Моментално екипите на Евана работат на санирање на две 35 киловолтни врски. Со тоа се обидуваме да делови од градот добијат што е можно побрзо напојување со електрична енергија. Едната врска доаѓа од Македонски Брод, каде што на 35 киловолтниот далековод имавме повеќе дефекти, меѓутоа тие се санирани и очекуваме во наредните 2 часа полека да бидат одредени изводи пуштени под напон. Другата врска е од Осломе, исто така 35 киловолтна, веќе екипи работат на нејзи и очекуваме во секој момент да добиеме информација дали ќе биде оспособен овој 35 киловолтен далековод и дали 40 до 50% од конзумот во Кичево ќе биде снабдуван од таа страна. Значи, очекуваме во доцните вечерни часови да имаме какво такво нормализирање, а доколку добиеме напојување од една страна од 110 киловолтни далековод, тогаш може да кажеме дека во доцните вечерни часови Кичево ќе има нормално напојување со електрична енергија. Игор Гиевски, член на управен одбор на Евана Македонија. Планираме да враќаме напон од Македонски Брод до Кичево, не знаеме таа резервна врска дали ќе може. Тиката не е толку драматична. Да. Ништо. Добро. Овде има сега екипи или на двата далековода имаме наши екипи. Меѓутоа се фокусиравме на оваа страна бидејќи овде изпет до трафостаница Север. Ова. Да, значи овој да го санираме за тука да пуштиме напол, со ова планираме негде дека 50% ќе зафатиме од конзумот. А останатото, значи, ќе донесеме 30. Тие се работат, овие помалите би требало до крајот на денот да се завршат, овие другиве, во зависност од случувањето, едната ќе треба 2 до 3 дена, но тоа е друга. Брод требаше да е под напон, зашто има да не е проблем. Значи, ствари многу исклучување. Ако да видите тука 35 практички само би треба да одберете на кои изводи ќе пушта. Да, радијално. Значи ние ќе ги уклучуваме изводите како држат. Се организира.